Основното јавно обвинителство Скопје денеска до Основниот суд Скопје 1 поднесе обвинение против 10 лица за обид за убиство на пратеникот Зијадин Села за време на насилствата во собранието од 27 април. Надлежниот јавен обвинител од Основното јавно обвинителство заедно со обвинителниот акт поднесе и предлог за продолжување на мерката притвор за 9 мина од обвинетите, а за еден од нив предлог за продолжување на мерката куќен притвор. Министерството за внатрешни работи денеска информираше дека рачиновецот ЕИ, кој вчера беше приведен пред Врховниот суд додека се читаше пресудата за диво населје, на себе носел петарди кои наликуваат на експлозивна направа. Од МВР вела дека тој е и автор на анонимното писмо со заканувачка содржина до судиите, кое било испратено до адвокатската канцеларија на еден од адвокатите на одбраната. Во канцеларијата писмото го примиле непосредно пред тој да се појави пред Врховниот суд и веднаш го пријавиле во МВР. Новото раководство на општина Аеродром го раскинало договорот за изградба на тениски игралишта со компанијата Тенис Парк, собственост на Сергеј Самсоненко, склучен со претходното раководство. Според договорот, граѓаните би можеле бесплатно да користат само едно игралиште и тоа во ограничено време, додека комуналиите од кои се ослободува инвеститорот се во висина од 1 милион евра. Инвеститорот го добива земјиштето на користење 35 години, се вели во соопштението од општината.